што ти кажав за тоа како ги планираат, ги конструираат и приметувам дека постојано на неколку години се прават промени барем на светските првенства во однос на тоа на колку дена или колку такмици, колку тимови, колку Не бе, групи ќе цело се време се играло на 2 дена. Само што се менјало или на 2 или на 3 групи, дена. не знам што друго. Некогаш и на 3 дена имаат, а некогаш и ден по ден имаат игра Не, на Македонија. европското е, мислам, на 3 дена. А светски првенства е конкретно? Имам се сеќавам кога играле Македонија ден по ден. Мислам Да, имаше така еднаш, да. имаше една две утакмици ги играл 2 дена. Да. Денес па утре. Бахрейн и Тунис ли како беа? Така нешто, да, или Алжир беше, не знам. Да. И се викам Да. кога тренинг, кога да одморат? Нема тренинг. Да. Одмор, не знам. Нема одмор. Опуштање, нешто таму што прават, не знам, Да. физиотерапевти, ова, она. Да ги и тоа, загревање е другото, пошто они не тренираат ако имаат утакмица денес и утре пак. Да. Они Нема буквално кога. од утакмицата завршила, одат се одмараат, утре дента стануваат и нема тренинг, туку почнуваат со загревање за надпреварот, бидејќи не може да има тренинг и после тоа пак да се загреваат, бидејќи ептен ќе се исцедат Апсолутно. и нема може да играат. Можеби ќе можат да изиграат, ама нема да можат да играат на највисоко ниво. И тука доаѓа и моментот на повреди. Точно. Како што се деси исто, еве, ќе направиме транзиција, рековме и ќе позборуваме и за фудбал малце и за други теми, да не биде само ракометот. Еве, Родри, Карвахал, кој друг скина исто лигамент. Нели, скина лигаменти на колената, Да. и Родри и Карвахал, дали беше кој беше Куртоа или кој беше друг исто скина лигаменти. Цела сезона Ланска Значи, не играше. До финалето Лига шампион. Играат од август до јуни, еве до крај на мај нека биде. Потоа ти му ставаш плейоф Лига на нации, или ако нема плейоф Лига на нации има европско, ако нема европско има светско, меѓутоа Ако нема светско има 50%. International Cup кај што некојаш и прв тим игра. Да, и 50% од играчите, еве добро, ќе си кажеш некои играчи не играат за репрезентациите, како што е на пример, еве не знам, еве Валехо Да. за Реал Мадрид, не знам зашо ми текна тој, а може би и игра за Уругвај, он мислам од Уругвај или Шпанец е. Не знам, не е битно, еве некој што не игра за репрезентација, тој ќе се одмара, ама повеќето играчи играат за репрезентациите. Пример, еве, не знам, или има европско и у исто време Копа Америка. Пример, Феде Валверде, конкретно, еве, не знам зашто се фатив за Реал Мадрид, ама еве, Феде Валверде ќе отиде за Уругвај, треба да игра Копа Америка, одма припреми, значи само што завршила сезоната, одма припреми Копа Америка, ајде треба да играш у група со, не знам, со Боливија, со таму, со кои не треба да играат. Па, не знам, еве, пример, Куртоа ќе отиде Белгија, треба да брани, европско да брани. Му почнува групата таму, не знам, на 15 јуни цело време почнува. Треба припреми да има, одмаш он му завршила сезоната. Ако, не знам, треба некако да ги средат тие, ако има веќе европско, нека почнува од 1 јули, нека трае цел јули, они ќе одморат од крај на мај до почеток на јули, еве, нека биде пред почеток на јули колку припреми да имаат. Нека е до 10 јуни. Нека имаат чисти 2 недели одмор барем. Да. И после тоа припреми, па првенството ќе се изигра и после тоа може уште една недела, 2 одмор и нека почне сезоната, не знам, средина на август или при крај на август, може да се изведе тоа. И international break која ќе стаат, сега што воведоа. Добро пример за нас, за гледачите, тоа е интересно, нормално, имаш на сите страни фудбал, можеш да гледаш цело време фудбал играле, не знам. Бразил и Аргентина играат, пример, квалификации, па играат, не знам, Македонија на стадион, сакаш да отидеш да ја гледаш, па не знам, еве Белгија со Хрватска игра Лига на нации, се борат за, не знам, таму за
четвртфинале. Па трофеи, па ќе ги мотивираат со некои пари, па и трофеи тука ќе им додадат. Таа ќе ги додам ново што го кажа. Тоа е се за пари нормално. Тоа е главниот проблем во денешниот спорт, воопшто кога гледаме за фудбалот. Да, тоа сакаше ти да направиме една, како да кажам, ретроспектива на фудбалот. Да. Порано, пример, пред 20, 30, 50, нека бидат, не е битно, еве и 20 да е пак има До пред голема 10 години кога транзиција. се уште играше и Дрогба, Јаја Туре и други, беше фудбалот на многу високо ниво, каде што фокус се даваше на квалитетот, а не на парите. Да. Кога... Пример го земаш Роналдиньо, еве конкретно Барса. Да. Роналдиньо го зема за колку, за 30 милиони беше. И тоа беше, мислам, тогаш највисок трансфер во тој момент. А сега не знам, Мбапе играч, тип на играчот, не знам, Деклан Рајс, вие колку го земавте, 80 милиони. Ја памтам. Зашо Деклан Рајс да вреди толку поише од еден Роналдиньо? Памтам пред колку беше 2018-19 кога Николас Пепе го земавме како најскап играч. И тој за 100 милиони, за колку беше? Околу 70-80 милиони мислам беше. И баш кажува дека најскап играч во историјата на Арсенал воопшто, мислам дека најскапите во Премиер лигата и едноставно не покажа никаков квалитет. Ништо, една-две сезони дали. Да, и сега дали во Ница игра и мислам дека е замена од друг тим. Истото се деси и со, нели, цело време исмејуваниот Хери Магуајер. Најскап премиер лигашки договор од Лестер во Манчестер Юнайтед. Колку беше и тој беше околу 80? Мислам дека има 100, мислам дека стигнали 100 милиони. Најскап играч во тој период беше воопшто во историјата на премиер лигата. Да, мислам дека уште го држи. Мислам дека уште го држи. Да. Ако не се лажам, не знам. Еве пример, тоа глупоста што беше со Неймар. 222 милиони даваш играч. Во ПСЖ кога замина? Да. Да, многу жалосно. Тоа е тоа, бе. Баш пред... И како не ги казнија, пример, овакво? Фаше, ја што не сум фан на Барселона, што искрено ќе кажам дека и меѓу по непосакуваните тимови мисли, ако ти си голем фан на нив. Добро, нема врска тоа. Тоа беше таков дебакл за тимот. Како можеш да го дозволи тоа, искрено не знам. Да, ма ете, тогаш Бартомеу си правеше глупости. Тоа бе било исто како сега да слушам дека Букајо Сака е продаден за некој друг тим 200 милиони. За 200 милиони само заради пар. Да. И да не покаже никаков квалитет, еве да речеме отиде во Манчестер Юнайтед за 200 милиони. Не, пример тоа ако ги споредуваме тие два трансфера, пример да отиде у не знам, еве у Лион нека биде. Во Лион. Иако Лион нема толку пари, ема добро. Да, се врати пример Лаказет играше нели за Арсенал, па се врати во Лион пак. Да. Ама сепак покрај неколку години што играше со добар квалитет од како замена Обаменг и тој веќе ослабна. Он игра се у Марсеј. Сега игра, да, се уште игра за Марсеј, точно. Ама, конкретно за ситуација со високите цени и непокажувањето квалитет, се гледа колку се дава фокус на парата и колку самите играчи окото им се фокусира на парите, отколку на нивниот квалитет и талент кој мора да го задржат доколку сакаат да имаат квалитетна кариера, како што тоа го покажува Лионел Меси, Кристијано Роналдо, нема го спомнам Мбапе кој катастрофално игра сезона од како се префили од ПСЖ. Добро, види за бесплатно го зема, ама да, пак преценет. Тоа толку е преценет и многу му дава, како да кажам, џабе го дига едноставно на тоа квалитетот кога воопшто не покажува никаков квалитет. Види, уште има од сезоната, може да си ја сврти на оваа сезона, меѓутоа како што кажува на почетокот леле Мбапе у Реал, ова она, ќе видите шо како она. Оствари има не може да погоди. Добро, има 15 гола у Лига у Ла Лига. Ла Лига. Втор најдобар стрелец, ама у Лига Шампиони колку има?
дали има колку? 3 дали има. Се сеќаваш на времето кога Роналдо и Меси даваа по 50 плюс голови во сезона, а сега Да. Мбапе бил втор најдобар стрелец. Со Да. 15 голови. Да. Тоа е травматично. Искрено. Левандовски е еден на 35-6 колку и да има Левандовски и најдобар стрелец. Можам да кажам за Левандовски и голем период уште од 2013 од Дортмунд кога се префрли во Байерн Мюнхен. До пред колку време, не се сеќам, 21-22 кога До Байерн кога играше? Да. Да, До 22 како мислам. дојде он, мислам дека Не може порано. мислам дека пред светското дојде, мислам дека 21-22 дојде. Да. Епа, знам тогаш, нели, пред откако се замена Гризман, една сезона подоцна Да. дојде Левандовски. И тој е еден од ретките играчи кои го задржа својот квалитет, според мене, од Дортмунд во Байерн Мюнхен и од Байерн Мюнхен. Да. И он прави тоа што се очекува од него, а тоа е да дава голови. Да. И си дава голови, буквално. Сега небитно дали е тоа на одбиена или на празен гол или не знам, шутнал од 500 метра. Да. На него му е работа да дава голови, така да он дава И- голови. Се гледа по бројките. И У неговите- Лига Шампиони има 9 гола Феноменално. сезонава, у Ла Лига има 18 гола. Да. Така да и у Суперкупот шпанскиот, не знам, заборев дали дае гол. Не дае, мислам, у Да, финалето, против, у полуфиналето исто не дае. Да. Така да не е битно, Не е битно, да, пак така е. тоа се големи бројки за 36 годишен човек. Богам. Мислам 36 има. Жалосно, единствено мислам кој можеше го достигне Левандовски е Сергио Агуеро, но заради здравствени причини, нели, се пензионираше на 33 години. Да. И Агуеро го зема у Барса. Да. Човекот мислеше дека ќе игра конечно со Меси, освен у Да. репрезентација у клуб, ама се десија тие дешавки. Што Да. се деши, ама тоа. Епа, тоа сакам да кажам дека време е да се даде фокус На фудбалот поише него ли на други споредни работи што се непотребни. Да, затоа што фудбалот веќе не е фудбал без квалитетот што Да. го даваа порано. Според мене границата веќе почна да се преминува со распаѓањето на тимот на Лестер 2016 кој освоија, нели, премиер лига тогаш со Да, тие- и после си размина, да, си Анголо отидоа сегде Канте, Марес. за поголеми Да. екипи. Маресу, само Е, Варди го- остана. Само Варди остана лојален на тимот кој сите го смејава, падна Лестер во втора лига. И он ги Се дигна вратија пак. сега, да. И да, Сега пак се пак во relegation сега се во зона. relegation zone, ама он остана лојален во однос на Тилеманс, на како што ги спомнав и други Магуајер, Тилеманс, Марес, Енголо Канте, Магуајер, Морган, Фукс, сите тие Олбрайтон, Фукс се пензионираше. Олбрайтон, Да. Оказаки, Оказаки, памтиш тие играчи. Енди Кинг, исто тој Да, Белфенец. Кинг, во средината кои им играат други. Шмајхел, Шмајхел на гол беше. да, има, Да. во тоа време можда за... Сега Шмајхел мислам дека за Андерлехт брани, иако не е Добро, веќе е стар, веќе е Да, стар. ама И колку има? 39, 40? Да, има, Така тука нешто. веќе. Да. Он беше веќе во доцни години во смисла на фудбал. Па 30 они кога веќе беше. освоија 30 веќе. Епа тоа беше. не беше збор. Така да. А ритуалот на Варди познатиот, го знаеш, претпоставувам. Да. Пред утакмица како беше омлет, 2 Red Bulla и дупло еспресо. Мислам дека ја тоа да го направам сега пред термин да играм или буквално на самата помисла мислам дека си викам срцето ми отиде Срцето готово рипаш. Човекот јаде омлет на саат време пред утакмица, лупа едно еспресо, тоа дупло еспресо и буквално на 10 минути пред киков лупа 2 Red Bull. Ја не знам како до сега го нема. Нека си е жив и здрав човекот, Жив и здрав. ама не сакам исто тоа свака му час мислам како е можно тоа. Епа тоа секој Знам дешавки во Македонија кај што се дешавало пример пиел секој ден енергетски или на ден по 2 ги пиел
и пример добил срцев удар или мини срцев удар, па престанал да пие. Еве го и како се вика, нели, Ериксен? Кристијан Ериксен 2021 Да, на европското против Финска која игра, мислам дека данска Финска игра. Да, ама дали беше срцето или нешто друго беше, само колабрираше. Па кардио проблеми со срцето, устари. Мислам не, сега веќе сега игра. Сега играше до пред некое време за Юнайтед. Да. Ма сега мислам че отиде, ако не се лажам. Па не знам. Интер играше прво, па е да. И Интер, ако не се лажам, го примија после. Го примија, ама не играше, мислам. Играше малце. Да. Ама тука имаше, он имаше кажи го, конкуренција имаше он. Овој Миктаријан, Чалханоглу. Лукаку играше тоа што. Добро, ама он е средина, така да Миктаријан. Добро, да. Овој Чалханоглу, кој друг беше тогаш во Интер, така да имаше он конкуренција. Плюс се врати од таква, како да кажам, повреда еве да кажеме дека е. Така да тешко е. Он игра, мислам дека сега со сила, колку да не се пензионира на толку рани години. Иако не е толку стар и не е ни толку млад. 35-6. Да, па. На 35 веќе е период каде што ретко кој продолжил со кариерата. Како што Роналдо, нели? Да. И Неймар што. Неймар колку има? Он е изден вчера 35. Да. Вчера 35. Неймар 35, Роналдо 40. Мислам се ова ќе биде пример стајано следната недела, ама за нас е вчера. Да. Друго што беше, што сакав да ти кажам? Сакав да ти кажам за дали памтиш пример, добро мислам. Не си гледал сигурно на 3-4 години фудбал и не памтиш, меѓутоа од гледање на YouTube видео, пример како играле порано у времето на Кантона, Зидан, Матераци, тие некои играчи Пујол, Серхио Рамос подоцна, Пепе исто, Гатузо, не знам кои други да ти ги спомнам, како играле со пасија, со жар, со желба да играат, само не е битно дали му тече крв од аркадата. Пукната аркада, он игра битно, уште игра. Се сеќаваш светското 2014 финалето 2014 кога се повреди? Да. Со пукната аркада нешто така беше. Носот, сам дека носот и само ништо да не беше, да. Овие медицинскиот тим му речекал тој ваму надвор, му не чекам, нема никаков проблем и продолжи со игра буквално. Да. А сега пример, еве Винисиус да го спомнам одма ме асоцира на глума и на такви некои глупости. Вака него ни допираш пример вака ногата или раката ќе пројде волку блиску до тебе, почна да глуми, мислиш. Да го чисти цел терен. Да, и да му плаче на судијата дека треба црвен да му даде на играчот. Да. Или не знам кој друг исто има. Добро, искрен ќе видам, тоа се дешаваше еден период и со Неймар. Да, и со Неймар истото Суарес беше страшен глумец. Добро, Суарес, тоа е еден од феномените, добро што го спомна. Да. Сите што го викавме во наше мало куќето. Куќето или гризачот. Да, гризачот, затоа што знаеме, разни ситуации, посебно на светското првенство 2014 со Киелини. Тоа му е најпознато, зашто не беше на светско. Да. Ја тоа уживо кога го видов. Прво не знаев дали да се смеам, а после кога мислев дека нешто ми се десило онака случајно нешто се удрило. Да, ја помислив. После кога покажа на снимка, дали беше после утакмицата или не знам, ја го гледам тој кога ми дојде онака премногу смешно и се смеев на цел глас. Нормално дека е смешно за една нормална личност да помислиш дека може примитивен инстинкт да покаже на свет. Кучешки инстинкт. Кучешки, животински инстинкт, тоа ми беше. Да, ко сега ја на подкаст да земам да те гризнам. Ајде, ке почнеме да се гризаме сега. Суарес подкаст наслов Климе и Сергјан се гриза на подкаст епизода. Не го правете во дом. Да. И мислам, да, и тоа ќе бидат моменти запамтени во историјата нормално, но сепак тоа е нешто што
не може да се очекува туку така нормално. Да, се случувале, нема да ги кажам ретардирани, но неочекувани ситуации како Зидан 2006 кога Добро, да, ама тоа знаеме дека директно со било... глава од нервоза го... Да, ама знаеме дека било тоа провокација. Да, После имам читано нешто провоцирал матераци нешто со сестра му, со мајка му или не знам со кој. Да. И зема овој се изнервира. Иако тука требаше малце да размисли као светско е финале, им требам на мојата репрезентација. Па исто 2010. Меѓутоа рефлексно му дојде од провокација и така мислам дека си ја завршил кариерата. Да, тогаш ја завршил кариерата, ама барем фудбалската, не тренерската. Да, иако и тренерската си ја има он моментално, не му е завршена официјално, ама долга пауза има човекот, од кога? Од 2020, така нешто. Да, тогаш. Последен пат беше на Реал. Па рече, еднаш ке изјави, беше, слушав за, не знам кој медиум на Инстаграм, кажа дека сака да се врати? Да, но ако би се вратил сам во било кој тим, не би менаџирал, не би бил тренер на било кој тим, туку само на француската репрезентација, на Марсеј, бидејќи му бил омилен тим француски и на Юнайтед мислам дека спомна дека би сакал да биде. Не сум сигурен, но знам рече дека или Марсеј, Реал Мадрид знам рече би се вратил пак како побара или француската репрезентација. Не, добро, Реал Мадрид се Анчелоти не доприлив. Да. Освен ако не направи се пример да не освои сезонава ниту еден трофеј. И тоа пример сега за сега нема ништо освоено. За сега не. Меѓутоа еве сега да речеме да испадне од Сити во Лига Шампиони и да заврши во Ла Лига второ или трето. Точно. Уште полошо трето, второ ако заврши не е толку страшно, ама и да не го освои купот пример Копа дел Рей, што се сега они се квалификуваа во полуфиналето. Против кого игра? Барса ќе видиме вечер дали ќе се квалификуваат. Да, Барселона со Валенсија игра. Реал Мадрид не игра со кого? Со Легањес вчера 3-2. Игра веќе. Да, заврши, они се во полуфиналето и Атлетико се во полуфиналето, меѓутоа треба да завршат уште двете четвртфиналиња за да имаш дрепка кој со. Така да, Барселона со Валенсија уствари четвртфинале, така да. Да. И после тоа исто како во Карабао што е во Англија играат полуфинале реванши. Реванши, да. Така. Искрено, јас сум против тоа. Ако веќе се играло село полуфинале без реванши, зашто да се игра полуфинале со реванши? Точно. Колку само џабе утакмици нормално. Или ако веќе го сметат како Final Four што го сметаат во... Да го играат во еден викенд. Нека го играат во еден викенд на главниот стадион што пример или на некој неутрален стадион. Да речеме како што е Вембли во Англија, пример во Сантиаго Бернабеу, да речеме, ако не игра Реал. Да. Ако не игра Реал. Ако не игра Реал, да. Бидејќи домашен. Да, логично. Точно. Ама може да биде пример имаше еден стадион во Мадрид. Дали беше порано на Реал Мадрид. Ама тој мислам дека се е напуштен, не игра никој на Атлетико Мадрид стадионот сега ми текна дека... Бившиот, да, исто бившиот стадион. Не, сега новиот што има, мислам репрезентацијата некогаш игра. Да? Да, на... Добро, репрезентацијата има играно и Севилја, и Валенсија. Ванда Метрополитано, како се каже? Да, ама репрезентацијата на различни места, зависи со колку голема репрезентација игра. Да. Имаат играно и на Местаја, на Валенсија стадионот, имаат играно на како се викаше на Севилја, Сан Мамесе на Билбао. Имаат играно и таму. На Севилја не ми текна. Сан Писуан. Сан Писуан? Да. Да, уште мислам го сменија или уште така се вика, не знам. Не знам дали го сменија. Исто на Камп Nou знаат некогаш да играат на Сантиаго Бернабеу и на Ванда Метрополитано. Иако одамна немаат играно и на Камп Nou и на Бернабе, обично играат на Билбао или на Севилја или на Валенсија, така. Да. Ги мешаат тие три. Така. Да, за Анчелоти почнав да зборувам. И за Зидан нели зборевме. Тоа, Анчелоти, ти викам, не верувам дека би го избркале, освен да има прелоша сезона годинава, па
наеднаш да ги А избркаат сега на крајот. како за Реал Мадрид прелоша сезона, ретко кога се е случило во последниве Они неколку во последниве декади. години 2021 или Полошо од 2021 мислам дека не освоја ниту еден трофеј. така. Мислам таа година кога се 2021? отиде Меси, да. Да. Па Копа дел Рей освоија Барса, Лига освоија Атлетико, а Лига шампиони освоија Челси. Да. Мислам дека 21. таа сезона не освоја ништо. Евентуално Суперкупата го освоиле. Па, Не се сеќавам таа година која освои Суперкуп. збориме за шпанскиот суперкуп. Да. Мислам Билбао го зема таа година. Така да интересно е. Што ќе кажеш, искрено ме интересира, тоа цело време ми е во глава и не можам да си го сватам како планираат цело време, ако имаш приметено од 2018 кога се воведе Лига нации како првенство. Добро. Дали? Постојано се воведе ново првенство 2021 или 2022, мислам дека беше 22. Да, 21 беше европското, Финалисима? 22 финалисима. Мислам од кај се. Добро, финалисима е една утакмица, така да не е толку проблем. Не е толку страшно, Поише проблем е Лига на вложувањето пари во смисла на многу по други првенства каде што може да се Подобро. подобро да се даде фокус, како што го зголеми са Лига шампиони, нели опсегот од 32 на 36, иако не кој знае каков Не потребно им беше. тоа. непотребно, во смисла на самата Види. Мако чудно. Можеше да го пуштат како со 36 екипи. Меѓутоа, мислам дека глуп системот од тип на табела како лига што Да. го направи. Мислам дека Каде тоа им беше што глупост. Се гледа Нема дека- возбуда сега. Па нема затоа што и нема ни време кога се играат утакмиците, кај треба почнат од јули да играат, што се велише саркастично, што нели има европско светско првенство. Да. Веќе планираното за оваа година, ова лето Светско клубско светско првенство. клубско првенство. Тоа ќе ти спомнев сега Да. што мислиш за тоа што го направија како баш како светско репрезентација, само нели светско клубско, мислам дека супер си, иако знаеме дека за пари го направија тоа, меѓутоа претходно супер си беше. Мислам дека Победниците окей. од сите Лига на шампиони во нели во азиско првенство, во пример Копа Либертадорес, ваму таму Лига шампиони, супер си беше. Победниците си играат, полуфинале, финале, Да. кој освои. Ја би го направил нешто на кој начин. Како ако се сеќаваш на куп на конфедерација, Да. Што се играше до 2017 баш се сеќавам, нели, дали поради короната го укина 2021, да секогаш се играше една година пред светското да се игра. Да. Тоа беше составено од две групи по 4 тима, каде што игра домакинот, победникот на светското и победникот на сите 6 континенти. Да. И ја мислам дека многу по-добро би било да биде, ако веќе сакаат со групна фаза биде, да не биде онма нокаут стејдж светско клубско првенство, као до сега што се играше пред некоја година, нели? Кој освои последно мислам Манчестер Сити, така да. Да. И да се игра во стил на две групи со Крупна четворица, конфедерација. да. Со тоа што ќе биде домакинот, нема биде цело време Дубај или Абу Даби, нели, на Обединените арапски емирати како држава, туку да бидат разни држави цело време да се менуваат, каде што нели домакинот ќе има свој представник како најдобар тим од Да. лигата или на европското, мислам континенталното првенство без разлика дали е на УЕФА нели Лига шампиони или AFC на Азиската Лига шампиони и друго. Ќе имаш од сите 6 континентални победници од сите првенства што се како Лига шампиони нели УЕФА, AFC. Ја би те прашал Конкакаф и дали други. мислиш дека е пример Ова е го капитализм. тргна купот на конфедерации затоа што нели короната дојде, европското беше поместено за 21-ва, Е, а куп на конфедерации требаше нели да се игра 21-ва. Ми беше малку смешно затоа што кога веќе се игра во Катар, а Катар се играше во ноември бидејќи е нормално нели жешко Да. период да се игра преку лето. Ако веќе така го планира, може да го направат буквално неколку месеци подоцна од европското првенство да биде ноември 2021, нели? Да. Иако да, тогаш се играше пак и Лига нации, квалификации за Да, ма светско тоа ќе игралиште. беше преголем напор за играчите.
Ја беше преголем напор, ама тоа самите го дозволија УЕФА и ФИФА, затоа што се гледаат се повеќе, а кратат на на одбор на играчите. Да, и на квалитет на првенството и праведноставност на играњето на превари. Еве од оваа година, ако имаш приметено, ЕФА купот се има договорено фудбалската асоциација на Англија со УЕФА и ФИФА поради промената нели од оваа година дека ќе се игра светско клупско преку лето, за да не бидат премногу заморени фудбалерите, нема да се играат ако е нарешено реплей утакмици, туку се положува на продолжение и пенали. Што Добро, тоа е добро. Тоа е добро, но се губи она што секогаш имале надеж пример Добро, дека ниско ќе низ играш- гашите. да играш дома, пример ако играш со Манчестер Юнайтед со Екзетер Сити да играат и се 1-1 да и Екзетер да има прилика на домашен терен да се даде шанса да иде во четврта рунда, да речеме Да. ЕФА куп. Каде што се имало такви ситуации, каде што имало пресврти. Да бе, имаше нели Тотенхем колку пати. Да. Да. Добро, сам не дека сме хейтери што се на Тотенхем никако. Да, не, Али- на Тотенхем прво ми текна дека Лани испадна исто така на нешто на пенали или како Да. беше. Исто и Прелани испадна на глуп И начин. ако се сеќаваш, УЕФА куп цело време испаѓа. Да. Таков начин на Карабао пример стигаат цело време четвртфинале, полуфинале. и ако се сеќаваш допред неколку години секогаш ЕФА куп беше како не го поценува како куп, туку им дава секогаш шанса на вторите екипи на тимовите да играат барем во трета, четврта, максимум пета рунда, кога веќе се игра осмина финал. Збориш за ЕФА пример за ротира со тимот. Да. Тренерите. Да, тоа. Со втори Да, екипи. со втор тим, да. 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 И секогаш играат така, а додека веќе почна да се гледа многу посериозно овој куп и уште од првите утакмици се игра секогаш со За прва кој за екипа. Карабао збориш? За ЕФА куп. Аха. Да, Карабао секогаш се играло Со барем втор тим до четвртфинале играат Па со не, втори знам тим. дека од осми на финале Да, големите играат екипи играат, екипи да. од премиер лига, осми на финале директно влегуваат, додека втората лигаш, четврта лигаш, што се нели до Лиг 2, Да. играат од мислам Од Round of 32. Они Round of дури од 64, август мислам, играат. Да. Од август почнуваат. Да, од они август играат ЕФА куп, знам, и ЕФА куп и и Карабао. Да. Да. Ама добро, пак они нема толку замор бидејќи не играат нели европски купови и слично. Да, они ги имаат само куповите во Англија и лигата нивна. Да, па толку тоа Така е. да. Така Не е што за не нив е многу толку. страшно. Да, и немаат репрезентативни играчи кои би играле ретко кои од втора лига, знам ако играат да речеме најчесто ирци кои играат во Вест Бромвич, знам европското кога беше. Норич, Вест Бромвич кој игра втора лига уште 2016 од Ирска, Северна Ирска има репрезентативци од втора лига, што се од Така. тие тимови. Што биле втора лигаши дел се уште како Кардиф, на Свонси и други. Да. Сакав да те прашам што мислиш за опањањето на Сити, на Манчестер Сити. Беше очекувано после толку време затоа што Беше очекувано? според мене беше очекувано кога тогаш веќе да се осети на нивен downfall. Исто како што има еден период нели Челси од Да. 2010 до 15, мислам од порано 2005, ама тогаш беа притиснати и од Фергусон нели уште се Алекс Фергусон со Юнайтед. Да. Ама Челси тогаш беа втор доминантен тим покрај Арсенал. Ама Арсенал не можам да ги споредувам со Челси и Юнайтед после 2005 година реално е видно, затоа што не дека опадна на квалитет, но сепак веќе и дел од играчите кои влегува во пенсија и ја губеа таа енергија и континуитет на Да. фокусираност на Арсенал како што Анелка, нели Беркам, Енри и други. Да. И така што моветот ми беше дека
Се очекуваше Се Сити. очекуваше, да. Ретко кој, ќе речем пак како Венгер и после не можам Венгер во ниеден случај да го споредам со Фергусон, 86 година како го промени уште тогаш на дивизија 1. Да, Юнайтед Division 1, се мачеа едно време. Да, се мачеа, ама веќе со основањето на новата премиер лига од 1992 или 3 година, како што знам по Да, 92. Се, да. Веќе достигнуваат врв и период на 20 годишен. 92 до 2013 тоа се 21 година. Да. За 21 година ти да освоиш 14 премиер лиги, тоа се Две лига повеќе шампиони, од пола реално. и две лига шампиони. Баш Повеќе од пола се тоа. Да. Значи ти повеќе од пола сезони си бил шампион на Англија. Да. Од кога се преименува. А исто така да, Лига шампиони, да не го забораваме пресвртот. Не, на 2008. Тоа беше И 2008, не, за со Бајан пресвртот зборам. со Бајан. Последните колку 2-3 минути, Да. 2 гола. Тоа шок. Да. Оливер Кани сите, мислам, Да. ние не сме ни биле родени, ама Да, но кога ќе Кога видиш гледаме вака на YouTube. на YouTube клипчиња, тоа реално да го гледаш, тогаш ќе бидеш многу го шокиран. имаш истото чувство. Да. Да. А 2008, да, може малце на среќа и освоија, можда и не. Тери реши да се сопне. Никогаш нема да го заборам тоа, иако нормално за Арсенал сум никаде не било за Челси, ама да пропуштиш таква шанса. Да, сега не можам да го споредам со промашајот на Хаверц против Юнайтед, ЕФА купа трета рунда сега. Добре, ЕФА купи финале Лига шампиони. Финале Лига шампиони сепак не може да пропушти таква шанса, па макар и на бура да играш, иако врнеше тогаш силен дошли. Врнеше, Москва беше тоа, мислам. Да, и да, во Москва се играше, мислам, Да. 2008. И онака, памтам, беше тоа веќе сигурно за два разлика 4-2, мислам, тогаш Не. требаше биде. Тери, ако го даеше, ќе беше нерешено, мислам. Зашто предходно Анелка промаши. Промаши, па потоа Сон Тери промаши, па после пак промаши некој, знам дека Ван де Сар ли одбрани. Да, не, И- Ван дер Сар го одбрани последниот Да, да, и да. толку тепаа така. Так. Така нешто беше, не знам сега, не Не памтам знам, баш. жалосно стварно за тоа Челси, но сепак 2012 нели против Бајерн Мюнхен и 21 против Сити, што тогаш Сити. Тоа беше, да, тоа мислам дека никој не очекуваше од Сити дека тоа и Челси дека Да, ќе да, победи со Сити. затоа што Челси беа исмејавани цело време. Да, Челси го Мислам, победи завршува Реал топ Мадрид 4. у полуфинале, така да. Да, завршува топ 4 нели Лига Да. шампиони кога Арсенал се уште беше Лига Европа. Ама Ама никој не очекуваше некој да освои. Сити последно таков гигант беше тој период. А искрено баш се ова ќе се надобрзам со Фергусон. Ако не се лажам, нели Пеп до кога има играно фудбал 2006-2007? О, не знам искрено, ама така нешто, да, Да. 2000 тука него. Знам и тогаш тие презентација се И пензионира 2009 дојде како тренер на Барселона. беше Па да речеме да 2012. бил тренер на Манчестер Сити да тогаш да бил солидни 20 години, да речеме ако е до 2030 тренер. Можеш да замислиш Од 2010 да бил да тренер бил до исто сега. како Фергусон, да речеме не како Фергусон, Да, како Венгер ќе освоил може и поише од Фергусон. 96 нели до 2018. Да, мислам дека ќе освоил поише Да, од 13. а баш кога тогаш и Манчестер Сити што се вели воскреснува до 2002 мислам се во Чемпионшип. Да, они почнаа со од 2000 која беше 10-та и тука почнаа да парираат више Да, за со шампионска Манчини, титула, со па- Манчини, со Джеко, со Балотели, со сите тие Да. да не ги Па набројувам. Пелегрини после Агуеро. ги зема чилијанецот нели Мануел Пелегрини. Да, 2013-14 не знам кога беше. После дојде пет након е него па 5-9 години. 2012 освои Манчини, така. Да, И после тоа освои 2014 Пелегрини, да. така беше. Тие искрено ги мешам цело И време. после кога ќе помислам 2017 Челси освојува нели? 2018 Сити, 19 Сити, 20 Ливерпул со короната освојува
И тоа пак за тука за поен мислам Не се бе за разликува поен. Не, на почетокот, потоа на почна да се почетокот, дава и Ливерпул имаше само еден ама пораз, има и мислам. сеќа мислам и Ливерпул поради паузирање со короната, па нели потоа се положи лигата дури во август и Па 2020. Знам дека може нешто. 4-5 месеца се паузираш од март. Не се април. продолжи лигата у август. Така беше мислам, не. Лига шампиони се играше у август. Знам и лигата. Ама они испадна од Атлетико. Не, за Лига шампиони знам Баерн со ПСЖ игра. Да, ама после тоа август беше. у октомври или се почна новата сезона, така нешто. Да, знам се беше тоа време, измешано, да, март се беше паузира и дали мај од март продолжија у јуни, да, продолжија у јуни. Знам преку летото играше, да. Ovo беше, да. Да, у јулија освоја, у јулија завршија така сезоната, беше? да. Ама ја ги наццка сите кола ги игра на недела и може некојаш и вонредни кола имаат. Да. За колку да завршат побрзо за да имаат одмор, ама џабе. Тие што игра у Лига шампиони пак немаат одмор. И септември мислам дека само беше одмор. Октомври после мислам почна новата и ја избрзаа за да заврши до јуни. Да. И после Да, беше, да. 21 22 Добро, после веќе натака почна да нормализира. пак со Сити. Ама Сити Ливерпул беа прво до 2022. До 2022 се бореа Сити и Ливерпул, после дојдат твојот наред. Секом искрено се изненадев за тоа што нели добро секогаш се бара се повеќе нормално секој тим. Секогаш ни се измејува до 2016 како сме биле топ 4 тим, а не сме биле шампионски тим. Да. После ни смејава како не сме биле топ 4, а сме биле Лига Европа тим. Да. И да, секогаш ќе биде тоа смејување. Да, нормално се прават шеги на Да, на сметка на друга екипа. На други тими кои Юнайтед и Тотенхем зашто не се помрнуваат 13 до 15 место. Да, сега И се очекува очигледно дури страшно се гледа дека има ризик и Евертон и Тотенхем и Юнайтед да бидат чемпионшип. Чемпионшип. Иако да, Евертон висок многу сезона. Ама Евертон пак некако на крај ќе се извадат како и секоја сезона. Гарант. Лани Форест и 17. Евертон знам тука беа 16-17 место. Евертон падна. Евертон 5 години поред, ако не и поише, све, значи цела сезона у relegation battle и на крај некако ќе извисат на некој 16-17 место. Дали беше што мислиш, дали беше од тимот или до тренерите Зашо за relegation? Евертон. До тимот не е да види. Затоа што Анчелоти нели беше до тренерот ама не е до толку до тренерот, пошто види Рубен Аморим во Спортинг газеше, се дојде во Юнайтед, колку има, дали 2 победи има. Да. Против Арсенал не е скроз до тренерот и Сити ги победи, ама Сити тогаш беа у најлошото тој период. Сега колку се враќаат. Сега да. Гледам колку се враќаат. Добро, сега Арсенал се држаат у форма, можда за тоа. Ама почнаа колку толку да победуваат. Пак сум у депресија, искрено ме фаќа депресија за Арсенал кога ги гледам со Евертон нерешено, Фулам нерешено, Брайтон нерешено. Да, и така им даваат шанса на Ливерпул да си се опуштат. Да. А до сега можевме комотно 10 разлика во поени да сме со Ливерпул. Па не, и Ливерпул газат, така да. Тука негде ќе беше 2-3 имаме разлика. Сигурно 6-7 мислам утакмици кои се нерешени. Кикс. Да. Да, ама и Ливерпул кикс таа. И имаме изгубени од Нјукасл и кој беа небитно, знам од Нјукасл изгубивме. Не знам, ма ја можам ти кажам за Барса. Почна феноменално, си викам готово, сите беа уш у октомври опуштено, лагано си викаш готово, освоена е лигата и кога почна цел ноември, цел декември, дали една победа вкупно има и многу нерешени. И Реал и Атлетико не стигна и не престигна, ама еве сега пак киксна Реал, киксна Атлетико, па пак е достижно. Беше 8 бода разлика меѓу Барса водеа 8 бода разлика над Атлетико и Реал, па после тоа Атлетико и Реал водеа 8 бода, Барса беа доле
И сега Барса се од Реал 4, а од Атлетико се 3, така нешто, така да достижно, иако има уште колку има уште 15 кола има кон ништо, така да ќе биде интересно Него до крај. имаш ли истото чувство и со Валенсија, со Севиља, како и гледам на премиер лига Евертон и Вест Хем? Некогаш ги гледаш на врв, некогаш ги гледаш релегейшн зона. Буквално, да. Севиља, Валенсија и Билбао да речеме, пак се добро, Билбао. Ако го држат Валверде си е таков дефанзивно си игра и тој може комотно топ 5 секоја година, ама за нешто повеќе не знам. Се виде тоа Барса лагано си ги освојуваше лигите, ама Лига шампиони зафркна 3 години поред. И со 2 години со Рома и со Ливерпул. Што ете, така. И после го избрка додека беше прво место у лигата и го избрка вајда ради Лига шампиони. Иако после тоа со Куман и со Чави, тоа беше боле Валверде да беше тренер. Куман 9-то место беше. Среќа Чави дојде на полусезона, па ја опре работата топ 2, мислам, и дека бевме второ или трето, така нешто. И после тоа следната сезона освои Лига и Суперкуп, така ја опре работата и после тоа 2000 која беше 24-та, тоа 23-та, 24-та заврши второ или трето и он сам одлучи пошто виде дека фановите почнаа на него да нема довер во него и он сам рече ако не освоиме лига јас ќе си поднесам оставка. Мислам дека треба што му дадат. И со Флик се договорија уште од март ако Чави си иде Флик дека ќе биде тренер. И затоа се направи Рокали Нагелсман у Германија, Флик од Германија у Барса. Ма Чави сега тренер е? Не, требаше да биде демек за Интер Мајами, ама Маскерано отиде. Да, Маскерано е тренер? Маскерано е тренер. Да. На своите легендарни тоа е интересно. Маскерано ти е тренер, а играат Меси, Суарес, Бускетс и Алба. И Бускетс игра? Да. Да, уште? Ја мислам дека пензионира, искам не знам. Бускетс игра. Така. Сакаш нешто за формула? Или уморен си више? Или ако сакаш така на брзинка? Пошто не знам дали осеќаш како иде времето, меѓутоа скоро 2 сата снимаме, да знаеш. Саат и 50, 47 минута. Саат и толку, саат и 50 снимаме скоро. Не сум онака. Не си уморен бидејќи интересни муавети знаа за овакво као да повлечат на време. Добар муавет ти и ја искрено не осеќам дека правиме муавет 2 сата. Ја осеќам дека пола сат. Пола сат, максимум да правам муавет. Те онака нешко на кафенце кој ќе искочиме. Да, па еве го кафето, ти ги испи, јас добро, јас. Тоа што не сме искочили, влезали сме. Да, сакаш ќе ти доторам. Да ми доториш. Од моето или ново ќе ти направам. Јас секогаш се знае на искачање, знаеш и сам дека јас секогаш споро пијам кафе, така да. Поише сум по муабетењето. Али добро, да, сепак имавме малку напорен ден денеска и ме фати уморот и ми требаше едно кафенце, фала ти уште еднаш многу. Нема гајле. Да, супер. Сакаш еве ке помуабетиме за формула, мислам нема да трае подкастот како што и ти кажав и преска, нема да трае 2 сата. Ќе го скратиме на парт 1 и на парт 2. Парт 1 може да биде за ракометот, а парт 2 еве ова веќе све што го збориме тука фудбал, па еве сега ако сакаш. Ова транзиција префрлам на формулата на начин што сите на начин да ти дам Red Bull. Да ми дадеш и да, затоа што сум јас сум голем фан на Red Bull и сите кога ќе ме запознаат и како фан на Red Bull мислам дека сум фан на Verstappen, не на Red Bull. Нема врска. Ти си фан на Red Bull? Јас сум фан на Red Bull само затоа што се прилично нов тим како рейсинг тим, нели 2010 нели со Фетел. Да. Ке кажам во однос на тоа дека иако ги немам следено многу, ама како дете со дедо ми секогаш знаев да следам кога ќе отидам кај баба ми, дедо ми на гости, дедо ми регуларно му беше на МРТ, се уште тогаш на МРТ се даваше формула. И да ги следам. А да видам дали снима, да не снима ова. Видам да проверам. Ќе го катне Кикова.
Добре, снима. Сати 54. Давай се нашо. Чекай да видам. Добро сум казал? Да. И Продолжи. Кико, как сече тука. нека сече. Сечи Кико. И Добро. ми беше муабетов дека тогаш за жал нели трагично пекина сезоната и Шумахер, иако се вратил 2006 од Ферари во Мерцедес, нели 2 години Од 2010-та. да, од 2010 до 2012 кога трагично падна во кома поради повреда Од скијање, да. Не, па со како што имам читано и гледав снимки кога нешто дека камери таму на не знам кое скијачко место Во Австрија, мислам. Мислам дека во Алпи. Австрија. Не, Да, Алпи, ама не знам каде. Алпи, дали Италија, дали... Алпите фаќаат ли во Австрија? Не, мислам че Мислам, за не. Италија. Мислам, Така беше? да. Да. Не, знам на Алпите дека беше, само Да. дали фаќаат малце делчи во Австрија, не сум Не сигурен. видам, да. Тоа, знам дека на фаќаат од Франција, од Италија и Швајцарија, за Да. Австрија не сум сигурен. И Ама нешто знам дека страшно беше на Алпите. Жално што во таква ситуација каде што Ама нема више ништо, мислам нема више. Нема од Шумахер никако ни трага ни глас. Епа тоа ми е малку чудно и баш цело време гледам и нема никакви новости, само гледам на Википедија дека се уште му ги бројат годините дека здрав и жив човекот. Да, да, тоа знам. Ама се уште Ама не спекулации, демек, можам да демек гарантирам. у приватност чуваат тоа што му Да. се дешавало. Така да. Знам дека и тој период и Ралф брат му пекинува со возење, мислам дали порано од него. Да. А до ден денешен за Red Bull сум само затоа што некако ми се допадна начинот на кој Фетел Шо Фетел се ги истакна. освои 4 Да. поред. Да, ја најав за Фетел, мислам тоа и они го знаат. Вајда, мислам дека сум го спомнал дека бев за Фетел. Сега искрено не знам за кој да најавам, а си останувам за Ферари. Сигурно Хамилтон ќе го подриш да видиш. Па добро, каква да. сезона ќе има. Јас сум у тимови сум за Ферари, од секогаш бев за Фетел и кога возеше за Red Bull. За некој ќе му биде чудно тоа дека најавам за Фетел, а не и у исто време најавам за Изненада. Ферари, а не за Red Bull. Искрено мислам Така да да, сум јас сум од тимови сум за едниот, од возачи сум бил Јасно. секој за друг. Так. За Фетел сум бил од секојаш, пошто тоа време почнав и ја да гледам формула. А за тимови за Ферари најав пошто легендарен тим, најбољи у историјата. Добро, да сум Иако виш. немаат освоено од 2008, ама добро. Да. Тоа е друг мовет. Така доаѓа Алонсо и Алонсо очигледно нема се пензија дека Ферари не освои, иако за Астон Мартин вози. Па нека го Се испркаат шалим, Леклери, нека возат двајцата најстари, брат. Да. Возат Алонсо и Хамилтон, па може нешто ќе направат. Формула 1 тим пензионери. Да. Ферари овакво, пензионери. Ферари. Да. Или Ферари пензионери. Така да. Скудерија пензионери. Тоа е. И да, сега ќе биде интересно Леклер, а Сайнс подпишува Сайнс за Вилијамс. Не, у Вилијамс, Вилијамс, така да. Сега Ласон ќе вози наместо Серхио Перес. Да, тоа не ми изненади, бидејќи Канта беше Перес. Не е само лани, туку и прелани беше тук. Не е кривицата до него, мислам дека целосно негова, туку мислам дека сепак начинот на кој му беше конструирана формулата и Мислиш различна беше од на да, Верстапен? да, мислам дека имаше драстична разлика дали тоа тактички некоја непријатна политика конtra Перес беше, не знам. Си има такви работи во А сега не спортот, знам се знае дали тоа. ќе продолжи негде да вози. Може би, абе види, кога немаат седиште и кога немаат место у формула, одат обично или Наскар возат, она што е Да. Америка, буквално у кругчиња што се вртат, Да. или По 300 кругов вози Индикар, тоа што е како со тркачки коли исто на слични стази, како на пример се вози некојаш у Монца Да. и такви некои легендарни стази исто се вози. Не се вози Монако, обично не возат низ улици, ама така на некои легендарни трки знаат да возат Индикар.
Може Франција, тоа како да. на пример Грожјан исто и многу други возачи кои немале седиште у Формула 1, возеле Индикар обично. Некој знае ли Наскар да отидат, пример Алонсо возеше она Дакар што е низ пустина да. што возат. Знае некој рели да отиде да вози. И така ќе си најде некоја занимација. Некој знае исто резервен возач да биде. Па исто како Даниел Како Рикардо сега, што беше. да, Рикардо и исто сега овој Жоу што е кинезов. Сега е он е резервен? трет возач на Ферари. Да? Па А, мислам дека нема сега да вози за Алфа Ромео. Да. За Алфа Ромео кој? И мислам дека исто и Ботас, ако Ботас уште. ќе отиде, мислам дека. Не знам. Или Ботас со уште некој, Мислам дека не Ботас ме фаќа за збор. Уште некој се Се бунам, Алфа Ромео сум навикнат, не е Алфа Ромео, туку е Кик Заубер. да. Да, го сменя името. Да, да, ја ги мешам. Гоблини ја ги. Ама Алфа Ромео ми е пошто Па, со затоа што години беа возат, Алфа да, Ромео. апсолутно. Како сега што е Астон Мартин, ама ти Астон Мартин 10 пати го сменја името. Force India, Racing Point, сега се Астон Мартин, до година ќе бидат Peugeot. И на крај Сузуки. Да, буквално А 100 што пати. направија што ветува дека ќе За- доаѓа 11 тим За Ауди? Ауди. Ама не мислам Ауди ќе доаѓа на место некој друг. А за 11 тим не знам дали ќе дојде. Ја мислам. Порано мислам дека имаше 22-3 возачи. Или така нешто, може и се лажам. Да, мислам дека еден период се има. Еден период знам да. имаше 20 и некој воzač. А сега Хаас, мислам дека Хаас може би сменат Ауди. Хаас. Да. Па. Кој воза там Хулкенберг и Си отиде ли овој бе Гунтер Штајнер? не знам. Не сум запознат. Мислам си отиде ако не се лажам. Така. Да. Више, реално толку порење, више. Нема да знаеме више до сега фудбал, сега треба да се префрлиме малце. Чекај, касни транзицијата. Направивме ние транзиција во формула, ама малце касни. Па таа транзиција сакав да ја спомнам со Ферстапен, како сум започнал да гледам. Па добро, Да. така кажи си е И слободно. сите ми се Се смеа дека се демек смеа дека е сум- Верстапен кога е, почна да Verstappen. освојува Да, она, да. Што нема врска, ако е така, треба да кажам за сите наивачи на Мерцедес дека се за Да. Хамилтон, на уствари нема врска. Да, од кога почна да а, тепаат с со колегата на Масимо, нели? Да. Ние за Мерцедес што нема врска за Хамилтон, дали е? Мислам дека Не. се уште си остана за Хамилтон. Он е Мерцедес. за Хамилтон. Не е он за Мерцедес. Така, затоа што знам цело време со мрчови на Мерцедес. Па обрано. да, ма И ради Хамилтон. Он е за Так. Хамилтон, он е за возачот, он не е за тимот, он е за Хамилтон. сега ќе видиме дали Сега ќе биде, мислам, за Ферари, мислам дека го зборевме Так. тоа на приватно го гледа ова Вајда и Поздрав. ќе ми потврди од кога ќе го изгледа, сега може грешам, а мислам дека ми има кажано дека е само за Хамилтон, а не му е гајле за Мерцедес. Јасно. Значи, он е за возачот, а не за екипите, што значи сега Значи бил и за оди Макларен Хамилтон, и за да. Мерцедес. Ако оди ако така Хамилтон гледаме. ваму, онда значи ќе најува за Јасно. За Ферари. Ферари. Да, и ми спомна еднаш кога бевме на кафе, ми рече што сега за иста екипа ќе видиме. А ја од шофер искрено од кога се пензионираше Фетел, не знам за кој да најдам, уште немам одлучено, меѓутоа е за Ферари сум си. Да. Тоа не е сомнено. А за возач искрено не знам. Мене- Чекам некој руки да дојде па да почнам од Е, тоа е руки да типо најдам. Лосом. Лосом не ми се свиѓа. А што би со Ми се свиѓа Цунода искрено. Цунода е добар, требаше он да дојде на местото на Перес, иако искрено очекував, нели. А за кој ќе ме Алфа прашуваше сега? Таури. Ме За- праша што би те прекинав. Да, што би рекол за легендарни возачи како Кими Реконен, например. Ја искрено многу си го поштував тој Да, човек. ја го сагав Кими Реконен. Да. Најлегендарни интервјуа имаше Да. и Апсолутно. легенда човек. Не знам што да кажам. И супер шофер и супер човек и све. Да. Не знам. Во секој аспект. Она неговано Ice Cold го вика ледениот Кими. Да. Така да за такви возачи, пошто јас пратам од 2010 навака, меѓутоа сум гледал
и за наназад, за историјата, пример за Шумахер, за Мика Хакинен, за Сена, за Прост, за таму за кои други, за Сена, Лауда, да за Да. Хант, Стюарт, друг кој? Има многу. Викам, Не знам, пред некој, не пред некој ден, него општо онака задзвони тука телефона на Срки, го бараат некои. и Мозоков ми И застана овакви- и стана Ерор 404. Да, Тоа. така, ко мојот дуксер. Ерор 400. Пак. Не, немам 404, тука само ерор имам. Не, сега да кажам за дека колку различни уствари освојувале. И Да. Хуан Мануел Фанџо. Фактички мислам дека тој е првиот што освоил или не знам Не кој. сум сигурен. Мислам дека тој е првиот што освоил, ако не се Сакав лажам. да те прашам исто. Има иначе да си ја довршам мислата, има мислам дека 30 плюс освојувачи на Формула 1. Да, има. Ко ништо. Има апсолутно. Па која година беше прва, нели, започна се од Силверстоун, Британија? Само не знам која година беше, 1950 или 60, такова беше. Таму негде. Монако се вози од 1900 па 30 и некоја мислам. Првото гран при било, ама онака рекреативно мислам возат. Не, Силверстоун мислам дека првото, не? Ако не се Не лажам. знам, Да. не знам, стварно. Сите Па кажуваат. ако е така првото, тогаш било 1930 некоја, бидејќи Монако си има возено мислам 1936. Аха. Само што тогаш немало мислам освојувачи, туку онака рекреативно се Да. собирале, не знам, 10 вожачи и си возеле. Да. Као поголема класа на личности во светот и се собрале со пари и си организирале сами трка. Јас. Ко сега ние да се собереме, да даеме пари негде, да платиме нека стаза и да се тркаме 10 Како души. што кажува нашите представници на минатата и сегашната власт, на шега дека Дека ќе може да се прават. прави Пелагонискиот регион. Да, тоа Формула еден со трка. Васил баш го дебатиравме. Ти мислиш дека е реално возможно? Па возможно е, ама на штета на житната култура која текомно се гледува во тој регион. За таму збора, за Пелагонија? За Пелагонискиот регион, затоа што е најрамен во цела Македонија. Па добро, да. А зашто нема врска? Тоа што има врска да е најрамно. Па еве направија пример у Белгија како иде. Еми го земам зборот, ако треба правиме ние кој што сме планинско место, ќе треба Нагоре, надоле. баш така, ќе треба од Скопје преку Дебар од до Велес. Ама не бе, стазата треба да е Ќе колку? биде 3 километри. Ќе биде Нурбуринг пута 10. Ама не бе, не, па една стаза мислам 3 километри, толку е. Па добро, Од зависи, 3, не. од 3 до 5. Па добро, да, затоа викам се шалам, кој што сме мала земја, не се знае. Добро, Па не бе, еве нека возат ни Скопје. нека возат Скопје Велес. Не бе, само Скопје нека возат. Еј, По Илиненска, по Партизанска кругче тука низ Па- Дебар мало. па. Ќе биде Монако 2.0. Да. И ќе застане Текови. на кафе да се напие едно на брзинка. Да, до кои кафичи ја кечат. Друже, дај на кафе си На успат. брзинка, На, да. на брзинка, да пит-стоп на кафе стоп. Не ти треба пистов, шо? Да. Нека биде наша на трка Македонија 10 круга, нека биде. Ферстапен ќе застане на кафе, ќе му ги сменат гумите, ќе му исперат колата успат по формулата и ќе се влезе, па кај друже пилоши. О, И така, брат. не знам. Ако Али више Ферстапен освојува колку 4 поред. ќе освои ли пета. Па ќе освои пета богами. Ама Не реален надеш. муабет, не навивачки. Па сега да бидеме реални, ако Јас се навивачки тука можам да кажам Хамилтон нека ќе освои. Хан Го хейтав со тука години не и сега смешно. најаднаш најавам за него, Не ми е што вози смешно за затоа Ферари. што дека веќе во стари години. Иако Да, тешко е, има 30, Не може- 8-9. не може да се подценува тоа затоа што се пак не е атлетичар. Да, седнува и вози, Да. меѓутоа ако Фокус ако со- ги има фокусот и концентрацијата и рефлексите,
Може било кој да освои. Да. Може и 15 годишно дете да освои. Чим да се нема предава му... на 40 плюс Алонсо, може Да. Хамилтон да се преда. Па Ферстапен. Па Верстапен возеше на 16, мислам, Да, или да. на 17. Не, на 17. На беше. 17 Пак и Формула 1 17 е рана возраст. Да. Ние на 17 тука возачка не можеме да добиеме. На 17 уште трчав не знам. По автобуси. По автобуси баш. Ако си уморен и искрено доволно му помуабетивме, Ова веќе влегуваме во третиот саат. овој муавет беше добар муавет. Да, каков му. Феноменален. Каков човече. Ја Влеговме мислам во третиот саат, ако не се лажам. Да, апсолутно. Да пак да не станам Кико Да. филм малтретирам. Влеговме во третиот саат, меѓутоа ова ти кажав ќе биде исечено. Мислам и они веќе сигурно приметиле. Да. Можам комотно во минато време да зборам, бидејќи можам во било какво време да зборам. Така е. Ама веќе приметиле дека е во два дела поделено, ќе видиме како ќе ги направиме, дали на една недела размак, дали во 2 дена, дали во 3 дена, дали пример среда па сабота, нешто така. Ќе се организираме, битно нема да биде наеднаш бидејќи мислам дека е премногу 2 сата наеднаш да седне некој да изгледа. Да. Така да еве првиот дел нека биде за ракометот. Слушаме критики за непознатите филмови како што Гладиатор, двојката која трае 2,5 сати, не па Да, не па за наш обично YouTube видео. подкаст. Да. Иако Лазаров ги прави и по 2, по 3, по 4 знае да седне да направи подкаст. Добро, да. Интересно е за слушање. Ама да. Ако си евентуално во воžnја или да имаш нека дополнителна активност па да го правиш Да. како втора активност подкастот, Тоа да го ќе видиме, изслушаш. ќе испланираме. Да привршуваме или привршуваме. уште нешто сакаш да спомнеш. Еве да, јас сакав ќе ти реков сакав да те прашам, меѓутоа не те прашав, еве што мислиш за атлетика, за дали Да. мислам го изгледали на Војци подкастот? Да, апсолутно го И изгледав. што мислиш, дали може Војци, да оди, не мора на следните олимписки, ама 2032 да речеме. Војци има квалитет за олимписки игри, посебно за оние долги трки. Да, чим што така се се маратонски. надградува како го руши времето, мислам кажуваше и на подкастот. Искрено, тој ми е и единствен човек што го имам запознаено што е редовен и На го маратони. одржува кондицијата за маратоните кои се одржуваат па не само во Македонија, туку и пошироко во регионот. Да, он има и да и у Грција и Да. у Србија, така да. Да. Ќе видиме, поддршка за Војци, па Поддршка за Војци обавезно. која ќе освои олимписко злато да не заборави. Да, па здравје, да го гледаме Ќе ако дојде нешто на подкаст. во 2028 барем во Австралија 32 мислам дека се. 32 е во Австралија, Мислам дека да. а 28 е во Америка. Во Америка само не знам Лос кој град. Анџелес. Лос Анџелес, така? Да, а во Австралија каде е? Во Во Сидни Австралија, или во Мелбурн? Мелбурн мислам, не сум Мелбурн? сигурен. Знам дека Австралија. Не, мора да е во еден град, пошто Да, така се да. одржуваат Е, са. олимписките. Во последно време баш тоа веќе која начина тема со олимписки игри само накратко ќе надополнам. Оваа година мислам дали беше прв пат исклучок Париз како Париз, Франција да не бидат одржани сите Само во Париз. во Париз, туку пример фудбалските направи се одигрува некој во Лион, некој на стаде како се викаше? Стад де Франс. Не, Стад де Франс е во Париз, нели, ама Да. во Лион знам дека се одржува некој Да, велодром. Велодром во Марсеј, Да. тоа навршен език ми беше фалите. И како се вика сурфање како олимписки спорт се одржуваше на некој од островите кои се заземени како дел од Франција, што се во океани. Да. Мислам, да. Што е малку чудно. Епа, Иако добро да немаат океан на Франција директно, иако на нема. Атлантскиот може, ама сепак за сурфање најверојатно најидеално било на островите. Па најидеално е Австралија или Индонезија или Америка. Па да, океан Тој е дел, кај ше е отворено од сите страни. Да.
Не, ти кажувам, не ги следав толку олимписките, меѓутоа ете да видиме следните дали ќе бидат Да. во Лос Анџелес само или пак, Епа да, иако Лос Анџелес искача на море, искача на не би море, требало да има али проблем за ништо. освен поради ситуација со природни непогоди кои може во секој Добро, момент има време за 4 години ќе го средат тоа. Да. Со пожарот што беше. Да, тоа беа драстични пожари кои не знам дали се уште се во тек и сепак Не, готово ги заврши. бара Изгасна. неколку години напорен труд за да се обнови градот, односно цела Ќе стигнат, мислам, за 4 години. Да. Не, за 3 За 3 веќе, веќе. пошто јас добро уште сум од 2024. Да, па добро, да, јас сме февруари. 2028 се олимписките следни, така да за 3 години. Така, да. Па кога ќе помислам светското првенство 2026 Па е него фудбал за на врата што една се- година. За една година. една година и нешто, ама тој период од јануари до јуни реално вака ќе пројде, така да една Да. година може комотно да се каже. И да чекам да бидам повторен гостин во вашата емисија, посебно за Ќе светското правиме првенство. предикции за светското, Да, уште од сега обично ќе сакам. уште од сега ќе Затоа што го ќе биде организираме. интересно светско првенство кој ќе биде најверојатно едно од поатрактивните бидејќи се одржува, мислам дека прв пат во 3 држави. 3 држави. Се има одржувано во 2 држави, 2002 знам, нели, Јужна Кореја и Јапонија, да. ама последно се нема, да, се било во една Све држава. уедна, да. Да. Па беше Германија, беше Јужна Африка, Јужна Бразил, Африка, Русија, Бразил, Русија и Катар. Катар, да. Да. Се Америка, Мексико, Канада. Прв пат. Следното е И Португалија, тоа- Шпанија, Мороко, Аргентина и Перу. Тоа Не ми е- Перу, Уругвај. Тоа ми е многу. Ама првите две утакмици ќе се играат само Аргентина и Ако веќе Уругвај. Ако веќе Другото е сакав- Мороко, Португалија и Шпанија. Ајде да, Мороко е Северна Африка и онма Тука се. на Не. Ама не, па првите рекоа дека пошто 100 години од Тоа ми светското беше и за зборот. тоа. Да. Ако веќе планира да биде така, зошто не им дозволија Требаше Уругвај- целото да биде Уругвај и Аргентина. или Уругвај и Аргентина, да, како што речете, а не сега да има преместување и да бидат искрено и заморени играчите и да бидеме реални, да, ќе имаат и проблеми затоа што цело време патување, тоа има проблеми И да не во- забораваме временска зона. Да, и во Русија има проблем што се вели на токава територија да играат од Екатеринбург до Москва, И во Русија исто имаше временски зони. Па тоа викам, од Екатеринбург и Да. И Москва. Да, кои други градови беа, Москва, Петерсбург. Санкт Петерсбург и други. Доле она Ростов ли као. Да, Ростов он Дон, И она Казань. кај исто. што се трка формула. Една трка имаше. Да, не ми текнува како се На кажа. С беше. Небитно. Така, али тоа да се треба да се има во предвид и како што напоменавме во ова видео, нели, дека не може да Да, дека многу е веќе напорно. се гледа и- фокус само на земање пари и профитабилност, кога И не е битно не е дали некој ќе квалитет. скрши нога Да, ради напор и ради умор, битно е да се игра. Сега Карвахал, пример, изгубил цела сезона. Мислам, пак го плаќаат, Куртоа ама не е исто. тоа. Они играат фудбал дека им се играло фудбал, теа парите накнадно си дошле. да. Океј, фала ти што дојде. Сега рековме дека ќе биде на 2 дела. На првиот дел нема да има фала ти што дојде, ама на вториот ќе има фала ти што дојде. Не, шала на страна, фала ти што дојде стварно. Снимивме еден интересен подкаст, дол подкаст. Еве 2 сата и кусур, меѓутоа, како што реков, ќе бидат поделени на 2. Искрено се уморив, сега треба да видиме што како ќе биде во текот на денот, меѓутоа еве на нив да им кажам фала што гледавте и парт 1 и парт 2, како да ги кажам, дел 1 и дел 2. Пратете Каков муабет подкаст, мислам Каков муабет канал, бидејќи не се само подкасти, нели и влогови и се тоа. Пратете не, се трудиме, правиме на разни ствари. Ете, се надевам добар муабет за вас.
Се надевам сте го изгледале до тука. Лайк, subscribe, нормално, звончето исто, нека ви стигаат известувања таму, малце да ве замараме. И тоа е тоа. Се гледаме у нареден, најверојатно подкаст, се надевам влог, можда и влог, зашто да не. Меѓутоа се гледаме у следна епизода, дечки, фала уште еднаш што гледавте, лайк, subscribe. Се гледаме, поздрав. Тоа е тоа. Пријатно е.